Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание. Јади Бурек, гостин вечерва во студиото е Орце Георгиевски, градоначалник на општина Кисела Вода. Господине Георгиевски, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, Јанко, благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Ке се трудиш малку тивко ке збориш и ја ке се стишам. Разбирам дека твојот ларинг е прилично во драматична состојба, затоа моите колеги ќе се обидат внимателно да те следат и ја многу да не те трошам. Година дена помина од изборите, пред година дена бевте овдека, ги кажавте работите, Google Earth беше отворен, повторно ќе ги расчешламе тие работи. Во меѓувреме собравте храброст и бевте уште еднаш гостин и најавивте едни големи проекти. Сега, после целиот овој отчет, ме интересира ваше мислење, потоа ја ќе ги поставам и моите прашања. Гледачите ги поканувам на мојот Facebook профил, фан страната. Ако имаат евентуално некакви прашања до градоначалникот, да ги постават, секако ќе ги прочита он, ќе ги прочитам јас, се едно како и да е, па ако има интерес или има потреба и да одговорат на тоа. Повелете. Слободно. Како што кажавте и вие, после година дена се гледаме повторно на емисија. Јас пред годината не бев со програмата, сега доаѓам со годишен отчет, во кој што имам практично 70% реализација на ова што сум го ветил пред моите сограѓани пред година дена, што значи дека изминатава година беше доста динамична за нас. Јас ова не го работам сам, го работам со мој тим, од кој што дел се тука вечера со мене. Дадовме се од себе. Кисела Вода е општина која што 30 години, јас тоа го говорев и во предизборието, која што 30 години важеше за аутсайдер во Скопје, односно беше општина која што освен по одредени афери не беше позната за јавноста за ништо друго и важеше како една општина која што е последна дестинација за млади дали да инвестираат, дали да се преселат таму, да создадат свое семејство и така натаму и така натаму. И мислам дека изминативе 365 дена покажавме еден нов дух, покажавме еден нов стил на работа, наметнавме едно темпо кое што е непрепознатливо за години назад на територија на нашата општина и не било случај. Зговорам за сите политички партии, дали е представници од мојата партија која што ја воделе, генерализирам, затоа што практично сите ја воделе општината, но никој ништо конкретно не сработил. И мислам дека и граѓаните го гледаат резултатот од сето тоа. Ние имаме бројки, не говориме на памет, со кои што вака излеговме во нашиот отчет, на кој што, ќе повторам, сум сериозно горд на мојот тим и на себе за она што го сработивме оваа година. Ова е жива материја и постојано имаме нови проблеми кои што излегуваат. Имаме излегување од она што е оквир на програмата, за тоа ќе дискутираме понатаму, предпоставам, во емисија. Но се на се мислам дека беше добра, квалитетна година, со оглед на тоа што и ја наследивме општината со долг од 3 милиона евра, за разлика од некои општини кои што наследија плюс. Јас како градоначалник влегов во општина во која што ме пречека долг од 3 милиони евра. Мислам дека дадовме се од себе и доправа следуваат убавите времења за нашата општина и за моите сограѓани. Што ќе издвоиш, што остваревте? Па, прво, инфраструктурата беше во катастрофално лоша состојба. Сега не сме идеални, но за година дена 25 километри имаме асфалтирање на улици, главни сообраќајници и споредни, кои што 30 години наназад не беа предмет на дискусија, камоли да некој да превземал некој потек за истите да ги реконструира. Имаме во нашиот отчет, еве на пример, ќе издвојам, во Драчево имаме 17 улици кои што ги асфалтиравме во една година. 17... Тоа е завршено или тоа е уште раскопано? Живко Фирфов е улица која што ја работиме во соработка со Министерството за транспорт и врски, која што е во финална фаза нов договор за истата, бидејќи фирмата која што беше избрана за да изведува е под стечај и тоа е улица која што малку генерално заглавивме на истата, но денеска првиот слој се заврши на Славка Димкова улицата, а останатите се сите завршени. Значи имаме уште две артерии низ Драчево, тоа е овие што ги споменав улици Славка Димкова и Живко Фирфов, кои што се во финална фаза. Денеска ставивме, како што споменав, прв слој на Славка Димкова
денови веќе биде завршени со вториот слој, подосна се завршуваат и тротоарите, ја ставаме целосна функција, а Живко Фирфов е во финална фаза промената на фирма, процес кој што и постапка кој што ја води Министерството за транспорт и врски, и ќе напоменам повторно, бидејќи фирмата која што беше претходно избрана е под стечај и не може да ги доврши своите активности. Така да ви препорачуваме... Граѓаните, искрено, и тебе ти е јасно дека многу не ги интересира фирми стечај, Точно, да. Зошто се остварува, зошто не се остварува. Да, ова е прв пат градоначалник влегува да асфалтира улици откако е направена Драчева. Па еве ќе ви кажам пример. Најголем дел од улиците кои што ги реконструиравме, најголем дел, најдувавме на земја, што говори за тоа дека се работени и изработувани во периодот после земјотресот, кога се градала на село Драчево урбаниот дел. Така, значи тоа што го реков. Од како е направено, така. не е асфалтирано. Има на пример денеска исто во Усија бевме каде што исто така ги работиме улиците. Разговарав баш со една повозрасна господја која што ми кажува дека 70 години живее, 70 години газат кал, после 70 години ги асфалтираме улиците. Дел ги редиме со бехатон, плочки и така натаму и така натаму. Што сакам да кажам? Значи, многу е важно што влеговме систематски да средиме инфраструктурата на нашата општина. Многу е важно за да бидете вие сериозни за инвеститори, да бидете сериозни како општина, да на своите сограѓани основните потреби им ги задоволите, да средите првенствено инфраструктурата. Тоа подразбира подземна инфраструктура и надземна инфраструктура. Во делов на подземната инфраструктура, изминатава година дена, освен што нарачавме и во финална фаза ни се проектите за изработка на водоводна мрежа и фекална канализација во Стаклара Каменик, тоа е населба која што ви ја говорев за време на кампањата, каде што во 21. век моите сограѓани немаат. Да, изгледа како после руска офанзива. Немаат ни вода, ни одвод. Некој не се потрудил. Не само што ги оставил граѓаните без вода и без одвод, туку и не се потрудил во овие 30 години да изработи проект, Јанко. И ние потрошивме неколку месеци со тимот да нарачаме проект, цела студија која што се изработи е во финална фаза за водоводната мрежа во Стаклара. Чекаме ревизија од водовод и одобрување, а за фекалната е во финална фаза исто така до нова година треба да биде, што значи јас се надевам дека и последното место од кисела вода, кое што има проблем со водоснабдување и кое што има проблем со фекална канализација, најдоцна до пролет го стартуваме, па подоцна ќе биде асфалтирано и таму. Знам дека граѓаните се нетрпеливи, гледаат дека имаме сериозна динамика и секој се влече за своето населено место и реагираат. Добро е што очекувањата скокна, се подкрена. Не беше тоа случај, знаете, во минатото моите сограѓани не дискутираа за овие теми затоа што и не очекува од никого ништо. Сега ми е драго што многу е повисоко нивото и очекувањата пораснато кај моите сограѓани, што значи, еве како што имам наведено во мојата програма, 3610, освен што ги имаме нарачено проектите, и ќе изумев да споменам и Пинтија. Пинтија планираме пред нова година. Почнеш една реченица, се префрлаш на друго, мене тешко те следам. Не можеш да ме пратиш долу. Чим не можам ја да те следам, гледачите уште потешко. Значи, што сакам да кажам вака? Почни од 3606, почни од 610 и доврши го. Освен Стаклара, каде што започнуваме најдоцна до пролет, со фекална и водоводна мрежа. До нова година ни е готов проектот за во Пинтија, за фекална канализација, со што Пинтија ќе биде населба која што после исто така 30 години, конечно граѓаните ќе добијат современи услови за живот и ќе имаат канализација. Стаклара, колку жители има тој? Стаклара има некаде околу 600 жители. 570 до 600. Збориме семејни луѓе кои живеат... Семејни луѓе, дечиња кои што одат во градинка, ученици кои што идат во субстандардни услови. Во субстандардни услови. Што е со Стаклара? Тоа ми е сериозен со кој дел Стаклара, индустрискиот дел? Да. Индустрискиот дел е најголем дел од бивша Стаклара, стакларницата. Да, најголем дел од објектите се приватизирани, не најголем, току рече се приватизирани. Да и си цртале во минатото таму тоа што на некого му одговарало, односно си правеле парцелизација. Под обсервација ни е цел процес и ќе се носи детален урбанистички план таму во тој простор, од каде што планираме ние како општина доста од површината да си бидеме застапници, бидејќи најголем дел државно земјиштето. Знаете, сега тоа малце смета на некого, затоа што си имал други планови, но мојот концепт е тоа што можеме да го
зачуваме и да биде во интерес на граѓаните и општинско да го зачуваме, да не го оттуѓуваме и така постапуваме. А што планираат таму приватници да прават? Па најголем мора дел да имате некаков Да. представа што се дешава. Најголем дел сакаат да ги дооформат парцелите, односно цело државно земјиште за државата и за општината ништо да не остане. Добро, со која цел? Со која цел? Претпоставувам дел од нив сакаат да го препродаваат, дел од нив сакаат да продолжат да го работат тоа што го работат. Но во поголема квадратура. Збориме Онаму во каде што има. индустријски Да. објекти или збориме згради да прават? Не. Згради не може таму да се Знам прават, дека затоа не што може да тоа. И концептот му е различен во тој дел. Но во делот на индустријските објекти, онаму каде што има економска оправданост, да ние дооформиме парцела, хипотетички на лицето Јанко Јуковски, Добро? за да го доразвие својот бизнес, во кој што доразвивање ќе вработи дополнително 200 луѓе или 100 луѓе, дополнително ќе го зголеми својот производствен капацитет и како и да е нааму. Индустрија поврзано која е со тоа. зелена, претпоставувам. Точно, лесна индустрија. Да. Значи тешка индустрија, не стрикно лесна индустрија. Таму има оправданост и ние можеме да дозволиме да се шири бизнисот. Секако, Има ли интерес? Јас сум тој кој што ги мотивира компаниите, но јас на некого да му оттуѓам земјиште за по 1 евро квадрат за да го продаде за година дена по 100 евра, тоа е вака нерационално. А што ако За те мене викне и- на страна, Не, да ја да ти искеширам. Види, Па мене- сите го прават тоа, зошто да не? Јанко, ја поминав Се на- извини, провокативен сум. Знам дека ќе речеш дека сум Ова не е чесен ово она, провокативно. ама нормално е градежна мафија така прави. Слушај брат, дај бе ова, ќе остане вака, ништо не се прави. Пари за општината, ќе имаш за граѓаните, покорисни и така натаму и така натаму. Што ќе добиеш со тоа ако не се согласиш и не го дадеш? Види, јас сум влегол во ова... Извини, ова е прашање кое е на сите градоначалници. Не, слободно и тоа Не ти е ова нешто провокативно, лично туку ти е кога тебе. објективно и тоа треба да биде поставувано. И се теми кои што вие новинарите треба често да ги комуницирате за да правите од нас подобри политичари. Што сакам да кажам? Јас во оваа работа го имам истиот став што го имав и пред изборите. Сум влезен за да направам нешто за мојот народ и мојата земја, да дадам се од себе и да ги искористам овие 5 минути што некој ми ги дал за да ме паметат граѓаните по нешто што ќе остане. Добро, и како советник ти долго време се спремаш за оваа позиција Точно, и 4 тоа... години работев како советник на ова, а работам од 14 години за ова што го правам денес. И што и граѓаните и Бог ми дал шанса за истото. Ја се што имам во животот е капиталот на моето семејство. И она што сум го створил јас. И од друга страна, она што ми е најважно е моето дете. Имам едно дете, 5-годишно синче. Никогаш во животот ја нема да дозволам некој моето дете да го покаже со прст, како што можеби други дозволувале во политиката, од една страна, и од друга страна, јас изминатава година дена доволно покажав како се работи во интерес на граѓаните, како се крева гардот пред урбана мафија, како се поништуваат за прв пат во историја одобренија за градба. Често ме прашувавте 5 или 6 пати во емисијата, кога бев пред година дена за Тупот расадник, каде што имаше предвидено 99 згради. Еве го, уште е тој отворен, ќе го збориме. Ме прашавте конкретно. Остана да виси Да. пинтија. Ќе дојдеме ова Да, како ќе се посебен вратиме. муабет. Да, ќе се Или ќе вратиме. се вратиме. Да. Сакаш сега Не, сакам во контекст Расадник? на истово Добро. да го споменам и расадник, затоа што тука се гледа која е идејата и поентата во политиката на човекот кој што е влезен во истото да го работи. Ако Орце сакаше да се испазари со некого, јас ќе ја минував нешто што го спрема и беше во финална фаза, а го поништив. Тоа беше 99 згради. Можете да замислите какви понуди се сум имал, какви притисоци сум имал, какви закани сум имал. колку изведувачи? Па, еве 99 згради беа предвидени таму. Од колку? За кои што 99 вкупно беа на целиот Не, простор не, Расадник. од колку изведувачи вкупно? Не Да видам знам, колку но мафија беше- Едно десетина луѓе беа сериозно агресивни Сериозно. од таму. Сериозно агресивни збор. Со жив здрав си, немаш мета кучело. Јас сум колку кажал што треба. дека единственот кој што се плашаме Господ и работам во животот да видам во насока да почитувам она што Бог не проповедал дека Не, треба мислам да го дека си почитувам. жив затоа што уште немаа вложено, они имаа планирано. Има ама некои што има вложено. Имаа. Има некои што имаа вложено. Некои ги наведувале дека треба да купат одредена парцела. Не навлегу. Но, расадник. Одобренија за градба поништив во Пржино. Нелегални.
диво градби. Прв пат се рушија после не знам колку години во мое време во Кисела вода. И сум исклучително горд на тоа. Зашто? Затоа што не може законот за еден да е мајка, за еден да е маќа. Ама тоа е За цела еден да Македонија, важи- не е само Кисела вода. Јанко, јас ја водам општината. И јас, раководејќи со општината, поставувам стандарди во кои што и Јанко и Орце се рамноправни, без разлика што Јанко е новинар, а Орце е градоначалник. И тоа е мојот концепт на работа. Мислам дека изминатава година дена доволно сериозно се поставивме во тој дел, не дозволивме. Не дозволивме. Ниту една афера нема позади мене. А Кисела вода, ќе повторам, важеше за општина каде што секојдневието беше градежна афера за секого во минатото. И сум човек кој што сериозно се спротистави на така една по-елитна група на градежници и компании, кои што во минатото може што сакаат, кога сакаат и каде сакаат да прават. Дали они го кршеле законот? Па еве да понишиш одобрение за градба, Добро. утврдено од надворешна ревизија, која Добро. што ја спроведувам се уште. Уште ја спроведува. Се уште. Значи, Орце, минатиот пат и кога беше овде, не пред година дена, негде кога беше март месец тука, рече, и ти ги следев. Ревизија за ова, ревизија за ова, ревизија за ова. Правоветување остварено. Ревизија. Се уште е во тек. Урбанизмот ама е ја не сериозно гледам, под обсервација. ја не гледам ниеден у затвор, ниеден казнет, ниеден изваден пред лицето на правдата, а извади таму одговорница таков сериозен криминал. Прво бевме фасцинирани од тебе. Викам, човеков што прави? Јанко. Но еве некако спласна целава работа. Не ја гледам разврска. Зошто не ја гледаме разврската? Еве ја не ги знам сите причини. Не верувам дека ти тоа си го почнал па си го завршил. Уствари во суштина појма немам. Можда дилови сте направили умеѓувреме, спласнало, не знам. Затоа ми треба објаснување. Значи, Каде се сите најпрецизно. тие говори кои јас ти ги пренесував на YouTube, кај што бевме фасцинирани, каде ти им викаш, им држиш лекција на СДС. Ова праевте, еве ви го, еве ви ги, овие ги праевте, трак. И сега, супер, помина баги време, јас за 30 кебапа да ги земам до сега, ќе свире во тралалајки у бурето. Види, прво имаме трул систем, трул општество и трули институции. Јас, после 30 години, во Македонија нарачав ревизија независна. Не државна ревизија да влезе, да види тоа што треба или тоа што они мислат дека треба. Туку нарачавме попатна тендерска постапка, ревизорска куќа надворешна, која што, и тоа 2 пати ни паѓаше тендерот, не се преуваше никој, замислете, во 21 век, во демократија, не се преуваше Се ни една плаша? фирма, па предпоставувам. Предпоставувам, ја лично не знам, но предпоставувам дека тоа биле мотивите за да не се пријават. Еве сега имаше, мислам дека две фирми кои што конкурира со нашите законски прописи, понискиот си доби ревизорска куќа. Ревизорската куќа утврдува неправилности, истите неправилности. Дали се валидни пред суд? Сега ќе видиме, во тек е постапка. Не знаеш, Во тек е постапка. да не ти рече судот, види. Значи, јас- Убаво ти што си направил, ама ова е за тебе. Јас сум Треба поништил одобренија за градба 4. 4 одобренија за градба. За кои што после тоа, одобрение кои ги дала општината. кој што ги издал градоначалник. Кој што ги Предходниот. издал претходен градоначалник. Врз која што основа ќе треба судот да одлучи што понатаму. Ја не сум судија. Се уште ви кажав, не е довршена ревизијата. Да. Се уште има постапки. Значи имаме Зошто трае тоа толку долго? Имаме затоа што е сериозен обемот на работа кој што се работи. Значи вие имате предмети од урбанизам, не знам, се прави ревизија на 30 и повеќе од 30 згради. За секаде каде што граѓаните дале приговори, забелешки, каде што имало индиции дека Ревизорската куќа има фул пристап до сите документи? мора да има фул пристап до сите документи и Тоа е кај вас у општината Да. или кај тие кај нас што? во општина, во присуство на лица, по постапување на ревизорска куќа, подосна си, еве конкретно за 4 урбанистички дозволи, си настапи наш инспекторат, кој што го утврди тоа, што го утврдела и ревизија, па врз основа на тоа јас ги поништив одобренијата.
што значи тоа се покомплицирани постапки. Не фати го човекот украл кебап и одма стаje го во затвор, но се постапки во кои што многу сериозен пристап се има и подосна зависи од судските инстанции во државата. Што мислиш, што се обидувам да дознам ја овде кај ни за овој разговор? Сакаш да ме прашаш ти вака прецизно дали некој ќе одговара? Јас сум прв што некој сака да одговара. Не ме интересира што јас и вие сакаме. Мене ме интересира. Дали верувам дека ќе одговара? Ни дали веруваш. Мене ме интересира. Дали ова само купување време и ќе се одложи за 3-4 години, па ако евентуално те сменат, пак истата работа да се продолжи. Затоа што гледам историјата покажала и докажала, за жал, дека се што било испланирано се остварило. Ти го гледаш граѓанското движење за треска што беше, ма не чему ми то дозволите, ном пасаран, баму таму, и еве сега ќе тенкат. Или како беше ондека во центар Карши Зоел, бившо Зоел, и изгоре веќе се гради после случајното пожарче. И ние сите глумиме лудило, лапаме банани и така натаму. Не е прашање, Орце, не е прашање дали јас ти верувам. Не е прашање дали граѓаните ти веруваат. Дали ова реално може да донесе резултат. Не е прашање уопште дали ти имаш добра намера или немаш. Значи, стварно не ме занима што ти интимно сакаш. Дали веруваш у Господ или ова. Дали ова може да се оствари. Дали ова може да има завршница. Јас знам true систем, ама онда ако знаеш дека е true систем, што се нафаќаш кога џабе, еве ќе кажеш ја направив све што направив, ама нема да се направи. Види, Јанко, прво, јас сум 35 годишен човек. И ја мора да верувам во ова што го правам. И верувам сериозно во ова што го правам. И верувам дека идат подобри времења. И дека ќе има одговорност. Те поздрави новиот Кадојо. Не го познавам лично. Па никој кој го познава лично? Али. Добро, ако Али треба, па викни го Али да ти ја реши работа. Што сакам да кажам? И верувам дека за 24 сата ќе ти ја реши, за жал. Сакам да кажам следно. Дека ќе има разрешница. Колку ќе биде временски тоа, јас не можам да кажам, затоа што пак ја повторам, не зависи од мене како инстанца и како градоначалник. Понатаму, тоа му доаѓа исто како јас да се откажев и да не бев кандидат пред локалните избори, верувајќи дека нешто нема да направам. Еве, покажав дека се менуваат работите. Ќе се сменат и во ова. Ама верувам. Ќе се сменат. Значи, вреден си, ворете тоа. И тоа го видовме. Асфалтираш, почна, ги подбровие, значи можело да се прави. Една запирка да добијам ја од инстанца каде што очекувам. Јас знам како треба да постапам. Тогаш знам ја сега како ти се врзани рацете. Не, сега чекам на одговор од одредени инстанци. И не само за еден предмет. Ако не ги добиеш? Не може да не ги добиеш. Имаш ли, постои ли варијанта, не знам. Не може вечно да се обраќаш, па тоа зборам. Си имаме ние служби. Ако еве стварно ти си тргнал во Дон Кихотовска битка и ги пробаш тите, нели, како вика Страсбур. Чим ги поминеш сите институции и си одбиен и така натаму, така и нашиве добиваат. Идеш у Страсбург, го гледаат предметот, окей, поминал сите инстанции, правдата не може да биде остварена, они пресудуваат и пресекуваат, конечно. Сега не знам, НАТО ли, ќе се јавиме кај Путин, ќе се јавиме кај Бајден. Не, само верувам дека нашите институции може да се доведат во ред. Кои институции треба да пресечат? Што е тоа, судот ли? Судот, се знае кој. А инспекторативе? Инспекторативе за сега можам да кажам дека генерално добро постапуваат. Генерално добро. Во смисла, имаме навремен одговор, имаме навремена реакција, до сега сме немале некој проблем кој што можам јас да го издвојам и да го истакнам како состојба во која што они прават некаква обструкција или нешто не сработува што треба да сработи. Но, еве ќе оставам на времето, јас во мојот дел и моите ингеренции и она што сум се обврзал пред граѓаните многу ми значи, го почитувам до децимала, до запирка. Немам отстапка ни милиметар и нема да имам. Што имаш ветено? Тоа подразбира ниту пазарење со некого, а подразбира реализација 100% на тоа што сум го ветил. Покажав, ќе се вратиме пак сега на проектите, предпоставувам. Ајде, повели. Покажав во година дена дека ова што викате вие мисиите кои што понекогаш
изгледаат дека се или битките неосвоиви, дека залудно е се да направиме, покажав дека можеме нешто да направиме и да го смениме концептот. И ја верувам во подобро утре, и тоа утре работам да го сменам и за моето и за сите деца на моите сограѓани. И еден ден ќе се смене. Ајде проектите да ги донаброиме па да видиме дали има. Значи, кога зборевме за инфраструктурата, 25 километри асфалтирање на улици. И сега ќе земеме програмата и ќе гледаме што сме ветиле во програмата. Јас во програмата конкретно, еве ќе земам Пржино во предвид. Имам во Пржино, кога ви велев на почетокот, и во делот на надмаршување, на што го имам ветено, во делот за одредени населби, еве сега прецизно. Рече дека ќе го асфалтираш цело Пржино. Не, во програмата имам речено дека 5 улици, еве ги, запишани, ќе ги асфалтирам. Ама во март месец овдека рече не 5 улици, цело Пржино. Па тоа сакам да го кажам, Јанко. Наместо 5 улици, во Пржино имаме 13 улици, 14, еве, една по една. Во Драчево, тоа можете една страна претходно да го видите, имаме ветено дека ќе асфалтираме 4 улици. Славка, финална фаза е во моментов, Живко Фирфов е во финална фаза, Румена Хаджипанзова, Иван Хаджи Николов завршени и дополнително имаме асфалтирано уште 13 улици. Еве ги, Јанко, во отчетот. Што значи, ако јас одев по програмата, у детали, само она што го ветив да го реализирам, во однос на асфалтирањето, надземната инфраструктура, до сега ќе бевме готови. Но, го сменивме малку концептот, го видоизменивме и отидовме во една фаза каде што плански и систематски настапуваме, средувајќи населба по населба. Во моментов целосно се завршени Пржино, Црниче, населба Драчево се завршува целосно, во село Драчево, Илија Ристевски, после 30 години, 1450 метра, тоа е километар и пол, водоводна мрежа им правиме на луѓето. Водовод кој што го очекува исто како на други населени места со години. Во Пинтија пристапивме со реконструкција на улиците, секаде каде што газеа моите сограѓани таму кал, изминатиот период се средени. За скоро го чекаме проектот само одобрувањето од водовод, верувам дека ќе биде во текот на наредниве 2 недели. Пристапуваме со досредување на канализацијата таму и подоцна и асфалтирање на тој потек. Во Усија влеговме, иако имавме меѓуопштинска соработка со градот. Градот не знам од кои причини тука не го исполни договорот, односно не откажа меѓуопштинската соработка. Влеговме да ги асфалтираме и со павер елементи да ги поплочиме сите улици во Усија. Во наредниве 2 недели ги завршувам и во Усија улиците и да не набројувам населба по населба по населба по населба. Сума сумарум, изминатиот период, во кисела вода имаме 3610 метра фекална мрежа, 4470 метра, тоа се 4,5 километра, атмосферска канализација и 1710 метра водоводна мрежа. Тоа е завршено или е? Тоа е завршено. Ако земеме во предвид дека еве фекалната ќе земам или атмосферскава, 12 години наназад, колку што се сработило сега за година дена. Во однос на асфалтирањето. 20 години колку што се сработило во година дена. Значи ова не се на памет бројки, не се на памет состојби, зборувам со факти и аргументи. Да не ми болди се со грлото, еве ти малце топло чоколадо. Паладин топло чоколадо, второ денеска. Еден од исто така најгорливите проблеми, паркирањето во кисела вода во урбаниот дел, 30 години наназад, 0 паркинг места, значи 0 паркинг места, една година, 7 паркинзи нови со 500 паркинг места. Ова се факти, Јанко, ова се аргументи и ова се состојби пред кои што не опозицијата, било кој што се занимава со политика, во услови, ќе повторам, на буџетска дупка од 3 милиони евра, може само да каже одлично работите. Може би звучам само бендисано со ова што го изјави.
може виете има недосработени работи во мојата општина. И секогаш ќе има, како што споменав, ова е жива материја. Но јас знам дека дадовме се од себе и за оваа година. Целосно го сменивме ликот на нашата општина од една страна, а од друга страна го вративме достоинството на моите сограѓани и покажавме дека може поинаку. Со добар концепт, со добар начин на распределба на средствата, со кратење на непродуктивни трошоци. Што беа непродуктивни трошоци? Па еве само од кабинет, луксузирањата во минатото, за кои што говорев, имам заштеда за година дена 1.407.000 денари. Колку е тоа у наши пари у евро? Тоа е над 20.000 евра. Сега ќе речете, види 20.000 евра за државна институција не е многу. 20.000 евра се 2 детски катчиња. И тоа ултрамодерни. 20.000 евра. Ги направи? Не направивме 20-тина направив. И се уште правим. Еве денеска почнавме во село Драчево, 30 години моите сограѓани таму ги лажат, има едно култно место, Обсиген се вика. Обсиген? Да, старо игралиште било, социјални станови има таму. 30 години сите кажуваа приказни. Вака ќе биде, така ќе биде, тоа е приближно до границата кај што сме со Студеничани општината соседна. Денеска започнавме со расчистување, во наредниот период ќе го оплемениме целосно со катче за млади, спортски терен ќе направам таму еден за фудбал, катче за пензионери и така натаму и така натаму. Што значи целосно во секоја населба. Прв пат слушам за Обсиген. Да, целосно наоѓаме начин да во секое населено место фаза по фаза навлеземе и реализираме проекти, сето она што практично сум се обврзал да го реализирам за 4 Изгледа години. дека некој народски, пошто нигде официјално не се појавува како Обсиген. Да, тоа си е култно, за тоа реков. А што е тоа место? Старо фудбалско игралиште, таму ФК Партизан Драчево на времето играл и вака име драго. Што е тоа Обсиген? Извини се, немам детали што е точно, така се вика. Ке ме тераш да гуглам. Добро. Така да, сакам да кажам, Јанко, еве со факти и аргументи, со конкретни податоци покажавме за година дена како се работи, кој е нашиот пат по кој што сме тргнале и кој што ни е зацртан и што е најважно, која е нашата цел. Ако за 4 години не се спроведувало 10% од програма што била ветувана на почеток на мандатот, за година дена имаме 70% реализација. И имаме, како што споменав, година дена 70% реализација од што? Реализација од годишниот план? Не, од програма 4 годишна. Значи, ти се надпреваруваш со Митко Јанчев. Па да. Да, Мите е добар пример за градоначалник. Успешен. Растура. Успешен градоначалник и вака е еден од луѓето со кои што колегите со кои што често комуницираме, разменуваме искуства и така натаму. Океј, што ти е твое разочарување? Што си ветил, а не си остварил, а требало да биде остварено до сега? Па види, не говорам за еден проект кој што повеќе од 7 месеци го заедно со мојот тим го работиме. Ама сум во финална фаза и ако биде за, а верувам дека ќе биде за некои 20 дена до месец дена од сега, че како да ви кажам, програма целосно, како што ја гледате, што сум се обврзал пред изборите да ја реализирам, 99,9% за се сум бил сигурен. Само за едно нешто не сум бил сигурен. Сега сум во финална фаза да го реализирам во првата година од мандатот тоа. Океј. Ама нема да говорам до крај, но... Добро. Кога рековте кај сум разочаран? Кога ти дошле луѓе, ти побарале ова, важи ќе биде утре, задутре, не си го остварил. Не, имам вака, јас имам, Јанко, пред некој ден правевме пресак, имам примерно околу 3000 луѓе од кои сум градоначалник. Значи не може све да постигнеш, нешто и немаш остварено. Кажи ми што е од тоа што... Еве ви кажам, разочаран сум во делот кога бирократијата ми го гуши процесот. Јас сум динамичен, наметнувам брзо темпо, работиме по 10 по 12 часа буквално секој ден. Секој ден. Сега кога ќе завршиме со емисијата, јас правам обиколка со дел од мојата екипа на проектите кои што се работат во моментов. Цртаме навечер во 1 часот, седнуваме да цртаме паркови или не знам некои проекти што ги реализираме.
дошло реакција од граѓани, предлог од граѓани и така натаму, што значи во тој дел гледаме максимално да бидеме експедитивни, нормално во рамките на буџетот. Но она што ме гуши оваа година мене е бирократијата. Еве еден проект, ќе го сработиме, ќе дојдеме до некоја фаза финална и ние чекаме 3, 4, 5, 6 месеци од една институција за еден подпис. Тоа е она што ме гуши во оваа работа. Зашто ви треба подпис? Па има согласности кои што треба да ги добиете. Има институции кои што профункционира тоа или да почне да се реализира? Или за да почне да се реализира, или за да почне да функционира. Кои се тие институции што најмногу ве гушат? Секој е поврзано со соодветното министерство, односно соодветниот ресор. Знаете како? Здравството со здравство. Образование со образование. Прешколска со труд и социјала. Има некои институции кои што се експедитивни. А обично ама најголем дел се, како да ви кажам. Не, те разбирам што сакаш да кажеш и мислам дека и гледачите им е јасно. Да си од партијата на власт, се јавуваш таму кај што треба, овој ќе ја притисне, бирократијата супер се слагам, но а сега има дискреционо право и по 90 дена да те матка. Точно, не е 90, некаде е многу повеќе од 90 и тоа е трагедијата на нашиот систем во 21 век, но ќе потенцирам повторно. Јас сепак мислам дека станува збор за човечки капацитет и ограниченост на одредени луѓе и функционери. Затоа што морам да потенцирам Министерката за труд и социјална политика. Секое барање е навремено одговорено, имаме одлична соработка и гледа да нема никаков дали реваншизам, дали различна политичка партија сме. Значи, морам да се работи до професионалност и до човечки... Дека е професионализовано што е добре. И сум презадоволен од нашиот однос, службите наши како функционираат заедно и сите тие работи. Но исто така можам да кажам за некои институции дека, како да ви кажам, како не да сте граѓани од втор ред, како да не сте граѓани на нашата држава. Тоа е трагедијата. И тоа го поврзувам со делов секогаш кога говорам за најголемиот проблем на нашата земја, тоа е иселувањето. Младите бегаат ради овие работи од државата. Ради недовербата во институциите и поради тоа што системот некои луѓе до тој степен го прават неподнослив да едноставно единствениот начин им е да си одат од држава. Но еве ние како генерација се трудиме сето тоа да го менуваме. Ја верувам во ова што го работиме и знам дека ќе го смениме еден ден. Сума сумарум. Имам уште неколку прашања. Имам едно прашање кое остава баш се сеќавам еден граѓанин кој ти го постави и пред мене беше уште пред година дена. Тоа е кај Вера Јоцич, еден насип кој вети дека брзо ќе го расчистиш. Кажи ми, зошто не е расчистен и што се случи? Диво изградениот пат. Вака. Кога ќе биде решен проблемот со диво изградениот пат позади зграда број 14 на улица Вера Јоцич, поставен е тампон од земја во висина од околу половина метар за да се направи пристапен пат до приватен паркинг на ново изграден стамбен објект. Значи, ти беше многу позитивен, ја го памтам овој случај. Сега ќе кажам детали. Значи, зошто година дена ова не може мала работа не може да се реши? Не е мала работа. Не е, а? Не дека не е мала или голема работа. Што е поентава? За Вера Јоцич, за целата улица имаме нарачено проект. Да кажам за целиот потек, па ќе кажам и за паркингот. Проектот ќе се реализира, односно ќе биде распишена тендерска постапка здравје во текот на наредната година, кој што опфаќа целосна реконструкција на Вера Јоцич, уредување на паркирањето таму, а е хаос моментално со паркирањето, и таа и соседната улица Ѓорѓе Димитров се двете улици централни кои што ќе ги средуваме од пролет. И опфаќа уредување на делов за паркирање. Изминатиот период. Но овде е земја. Ова само треба да се израмни. Не е само да се израмни. Значи, прво, има таму два објекти. Едниот е див без документи, едниот е со документи. Тоа се некои си привремени гаражи. Во едното има, еве ќе ви кажам конкретно, зелено југо паркирано. Треба да се изготви документи за отстранување на објекти. Треба да пристапам да ги отстранам објектите.
Треба да се израмни целото тоа со багер. Треба добро да се изнивелира за мојот сограѓанин кој што го поставил прашањето, кој што живее во соседната зграда десно. Тебе те посетија неколку пати овие Јас граѓани. не ме посетија неколку пати, еднаш бе он кај мене, еднаш бев јас на лице место. Пардон, се извинувам. Еднаш. Да. И? Така да, не сум го заборавил, ова е едно од местата каде што ќе имам нови 40 паркинг места во Кисела Вода. Тоа го кажа и Лани. Да. Ке го сработиме со тоа што изминатиот период Пак не разбирам, што се чека, зошто е проблемот, зошто не може да се среди? Фаза по фаза се средува, Јанко. На година дена? Ама се послушаме 7 Па те слушам. 7 паркинзи во урбаниот дел со 500 паркинг места за година дена. Овој ќе биде 8, има после него уште еден 9. Кои институции те гушат? Кој гуши? Каде Не гуши таму институција. Значи, како е концептот наш? Ако на оваа улица, еве, Ѓорѓи Димитров. Покажи ми улицата, ајде. Еве, сега сме... Само момент. Чекај, Сиус, Тодор Александров. Еве. Еве, Васил Антески Дран. Еве улицата цела. Добро? Што ми е поентата? Овој потек овде Добро? има гаражи, за кои што во моментов се средува постапка, тука ќе се гради паркинг. Добре. Еве ти го вториот потек, еве го потекот за кој што не го поставија прашањето позади. Значи, а изминатиот период, овој блок овде кој што го гледате, кој што го спаѓа дел од Расадник, дел од 11 октомври згради, го средувавме со паркинг. Сега, кој е концептот на Орце? Изминатиот период, на овој потек овде, создадовме 500 паркинг места. Јас имам ветено 2000 до крајот на мандатот. Наредниот период, односно, најверојатно овде ќе биде доцна есен годинава или рана пролет, имаме некаде позиции за околу 250 до 300 нови паркинг места. И сега, кои ќе влезат фирми кои што работат за нас, да го прават овој паркинг, следен кој што ќе го прават ќе биде овој, па следен ќе биде овој. Па после тоа ќе се префрлиме на овој дел. Реонски ги средуваме. Како се постапувало во минатото? Ќе ми дозволиш само со маус? Уште една секунда. Мислев да влезам на улицата. Добро, повели. Тука е веројатно каде што ви ја покажа. Значи во минатото како се правело? Ќе го направиме овој паркинг во првата година, во втората ќе го направиме овој и во третата сме изгубени кај сме сработиле. Ме разбирате кој ми е концептот? Цел блок го средуваме и е среден овде. Секаде каде што имало простор за паркинг, го имаме максимално искористено 500 нови паркинг места. Ајде сега како морам да ти поставам, ја како морам. Временски? Зошто не е почнато до сега? Затоа што се работело на другиве потези вамо. Готово. Ме сваѓате? Добро. Значи немаме механизација, немаме доволно Значи имаме одредено буџет. Со кој што располагаме. Готово. Имаме одредено, готово. Ние имаме рамковна во која што работат две компании за нас. За да ги изградите овие паркинг места 500, сигурно биле потрошени 4-5 месеци за истото. За пред да го изготвиме паркингот, само да ви кажам околу постапката, треба да имате проект и треба да бидат расчистени имотно-правните односи. А ти само што дојде, доделуваше решенија за... Уште има такви проблеми? Наредна недела, сите предмети, јас ветив во програмата, ја стои во програмата, дека за 2 години ќе ги решиме прашањата поврзани со легализацијата. Наредна недела ќе закажам пресконференција на која што сите, како што ми е ветено во програма, предмети кои што немаат судски спор и не зависат од интерни проблеми на тој што поднел со дел од неговото семејство, што значи е предсудски спор, сите кои што биле решливи и со целосна документација се готови и ќе бидат доделени финално до моите сограѓани. Што значи макотрпниот долгогодишен процес на легализација за година. Ти почна со доделување Да. И застана. Зошто? Не сум застана. Не застана. Ја не идам цело време да го правиме тоа секојдневно. Имаме над 2500 решенија готови, повеќе од 2500, 2700 и кусур се. Колку им до сега додели? Со тоа што повеќе од 1900 се поделени до сега. До Тоа сега. подразбира Луѓе што чекале со години, со тоа децени. подразбира Орце нема службено гориво, нема службено возило, нема репрезентација, ама службениците од општината си одат на врата: добар ден господин Јанко, повелете вашето решение за легализација, извинете што чекавте 10 Тоа го кажа и во март месец, значи продолжи со тоа. Да, си тераме со тоа.
Да, сите рамесот. Која земја И тоа е живеам? процес кој што го завршуваме сега. Која земја живеам, луѓе уште си го легализираат. Ето е. Ама кој ќе ни текне дека па легализацијата почна до 90-ти години, средина на 90-ти, никој немаше имотен лист за ништо. И тоа е, да. И има дел кој што, како што споменав, се во судски постапки, судски спорови, тоа е жива материја, ќе трае. Тие се дел од предметите кои што етапно, како што ќе има судски пресуди, така се решаваат. Генерално, се што зависело од нас како институција, во изминатава година е решено. Сега ќе се преселиме на расадник, само мала инструкција. Режија, ги читаш коментарите, малку ги тргнав, се жалат на стримот на тонот, иначе одлично си идеме оваквот. Така да има некаков контакт или маса, најверојатно прави. Па им смета на Да не ради гледачите. гласот, мислат дека... Да, заради гласот, може би јас сум таков. Најголемиот епицентар околу се што се крши во кисела вода е расадник. Местото кое што да ти кажам. Знаеш како ми се чини како зомби кога онака од сите страни се обидуваат и да навлезат на последната слободна човекова територија. Дали тоа било Тинекс, дали тоа било овој стише му го микрофонот да може да се искашла човекот, да не пукаат петарди, искашлај се слободно. Значи, овдека влегувале бензински пумпи, маркети и така натаму, и тука нема назад до ова, и остана еден дел кој, нели, порано ова беше институт за каде што... Уште е на дел. Како? Си На извини? почетокот на делот уште е земјоделски институт. Земјоделски институт и целиот овој беше, мислам, нема врска, да не идам таму. Се изградија купишта овие згради, каде што живеачката е апсолутно, ја се обидов лично да отидам кај некој пријател, мислам дека очај ме фати, вртејќи со кола, патиштата не се направени, нема јасна прегледност кај идеш, што возиш, граѓаните кршат коли и така натаму, ама си трпеле со години, гледам никој не се буни, викам што па ја да сега да им се мешам у концептот, може би им одговара нивните 4x4 да си ги испробуваат своите способности. Да, карикирам, драги мои, ама што да ти кажам, земал живеат у нови станови кои нели со сомнителен квалитет, сите ми се жалат каков е квалитетот на градбата, била дозволена, нема паркинг место, а се е препуно. Но, остана, тоа е моje цинични забелешки и се извинувам поради тоа, не ви ги ставам вам во уста. Луѓето си одбрале да живеат у стандардни услови, нивни проблем. Не можам да им ронам крокодилски солзи затоа што решиле така да живеат. Но и јас сум еден од тие што живеат таму. Исто. Орце, знаеш какви се зградите? Знаеш какви картони се помеѓу зидовите? Знаеш каков квалитет на градба е дозволен таму? Под сите квалитети. Ја уште се прашам, само една ревизија да направи институтот за земјотрес, да не дојде некои пострашни работи да не најдеме. Ете, тоа ми е работата. Зошто од, знаеш, добри причини луѓе треба да се средат, а после ќе... Сеедно. Она што најмногу те почитувам, што овој зелен дел, кој требаше да бидат 99 згради, и тоа беше готово. И ако изгубеше ти на избори, сега ќе се градеше овдека 99 згради. И никој во Скопје немаше да се побуни. Па не знам дали немаше се побуни. Па ќе се побунеше чат пат некој, но во секој случај, уште едно топло чоколада ќе те... доста мече. Па, Шекер ќе фатам од тебе. Па, ова твоите не е од мене. Ова твоите ти праќаат. Значи, Јанко... Значи, расадник е, не знам, единствено место, ако ја одзумирам мапава, нема слично место. Само градскиот парк во Скопје. Да. И сите беше логично. Слушај, луѓе и онака мизерно живеат, опни уште 99 згради, што ти е гајле? И ја разбирам логиката. Така беше, толку. Немаше да има... Револуција у Македонија нема, а камоли у Скопје. Нити имало, нити ќе има. Но има луѓе, поединци, и се надевам дека си ти тој, кој ќе биде принципиелен во својот став, ние ќе се согласиме, ќе ти изгласаме и дека ќе го издржиш тоа.
Она што направи е многу елегантен, значи, ја многу го размислува. Како ја едно место да оплеменам, а да не ме свирне метак, а да не смее никој ни да се побуни, ни најголема мафија, даваш меѓународен конкурс. И ова беше вџашувачки, бидејќи од земјотресот наваму не постоел меѓународен конкурс. Се е тоа, ојле, дојле, чики, мики, тој, овој ќе ми заврши и така натаму. Дали со ова што го даде на меѓународен конкурс ги испра рацете, или напротив и натаму сметаш дека е ова единственото идеално решение кој ќе биде спроведено, кај што никој, ни една институција, ни една власт, било кој не ќе може утре да се спротистави? Јанко, ова беше мој концепт за изборите, за кој што и преска спомена, вие барем во емисија, 5 пати ме прашавте, а тоа ме прашува и сите новинари, дали ова ќе важи само додека станете градоначалник, па после тоа нема да важи, или ќе биде концепт во кој што верувате и ќе го спроведете. Ја покажав и со ова ветување дека стојам на зборот и не отстапувам. Ја ветив следно, дека за прв пат после земјотресот ќе распишеме меѓународен конкурс за избор на идејно решение. Во цел концепт ќе биде вклучена целата стручна јавност, целата научна фела од урбанизмот, а еден нема да биде вклучен, тоа сум јас. И така е. И стојам ревносно на она што сум го ветил, без милиметар отстапки од истото. Ниту јас. Апдейт, дај ми до кај работава. Ниту било кој од мојот тим смее да се вмеша во таа постапка. Јас добивам пример брифинг, до каде е состојбата, пример денеска добив информација дека вчера имаше апликација од Бангладеш. Чекај, уште трае тој конкурс? Да. Трае, мислам дека до среда е рокот на апликација. Наредна. Да, мислам дека до наредна среда е рокот на апликација. Тоа е неколку месеци, затоа што треба да се изготви цел проект. Океј, полека. Вака да се запознаеме. Бидејќи ја не ги знам суштински работите, објасни ми вака како на мало дете у градинка. Го објави конкурсот, знам од прилика што се бараше. Треба да има верски објект, парк, зеленило колку и така натаму, и така натаму. Неколку придружни објекти ќе има, што ти ја знам. Но, колку трае конкурсот? Тоа е една работа, објасни ми. Дали тие што ќе конкурираат со готови проекти треба да се произнесат? Трето, да ти набројувам све па да ми одговориш? Не, ќе ти ја скратам макар. Не, треба, дали тие дојдоа на терен да снимаат, да прават, дали има состаноци со тебе да се чујат тие проектанти, проектантски куќи, кои се пријави, колку моментов мислиш дека изработуваат и кога ќе го добиеш ти проектот на рака и кој ќе го одбере, се извино. Ева ка се. Идеме фаза по фаза. Да. Најпрво распишавме меѓународен конкурс. Подоцна, составена е жири комисија, во која што има представници од архитектонски факултет, деканот на архитектонскија, комора на архитекти, сите релевантни институции вака сумарно кои што се поврзани со урбанизмот во Република Македонија. Почнувајќи од господинот Ралев, Марина, деканот на архитектонски факултет и останати сите луѓе од стручната фела. Понатаму, во истото тело, односно во рамки на жири комисијата, има представници и на партиципативното тело, кое што е оформено од страна на граѓаните кои што живеат таму. Има представник во истото и од, или неколку представници, сега точно не знам како беше, на луѓето кои што имаат приватна собственост, плацеви таму. Така да сите се опфатени, има целосна инклузија на сите во процесот, освен, како што споменав и преска, а и ветував во предизборието, надвор од целиот процес е орце, тоа сум јас, и политиката. Значи, просторот за манипулација овде и политичко мешање во истото, мешање на градежна мафија, на поединци, цртање во канцеларија, завршено. Откај знаеш дека токму врз
Овие Се. луѓе нема. Сметаш дека они се доволно доблесни и имаат голем личен интегритет да не дозволат таква нешто? Па мислам дека Ако врз тебе не можат, може би врз нив мислам ќе дека прават. некој со поголем личен интегритет во тој дел од лицата кои што доаѓаат, а се врвни во таа фела, Што викаш, ако Представници- нив ги корумпира Комора на некој, onda архитекти. да се запалиме да, сите. комора на градешници и сите останати. Ако некој е порелевантен во држава од нив, тоа како да ви кажам, му честитам. И ќе кажам сум направил грешка, но ова е според мене најправилниот и најтранспарентниот начин. Така. Одиме фаза понатаму. Стигаат предлозите за да стигне предлог решение, А предлог решение? предлог решение, Добро? може Јанко, хипотетички, сам да отиде да си направи сондажа, да прибере информации за позицијата таму и може да контактира лица задолжени од општината кои што ќе го избрифираат со информации. Има луѓе кои што, предпоставувам, си спремале проекти во меѓувреме, ќе си аплицираат. Има луѓе, предпоставувам, кои што дошле и си побарале информации. Што значи ние бевме целосно отворени и транспарентни како општина изминатиот период да секој еден кој што го било каква работа го интересираше, го избрифираме со службите и да не остане нерашчистено никакво прашање. Е сега, откако ќе бидат стигнати сите решенија, подоцна ќе имаме и изложби, но ќе имаме претходно и избор на 3 идејни решенија кои што ќе влезат во потесен круг. Од тие 3 ќе се одбере едно врз кое што основа ќе се нарача изработка на детален урбанистички план. Повтемало. Од 3 предлог во потесен круг решенија за расадник, Кој ќе ги одбере тие три? жири комисијата, Жири која комисијата. што е, ќе повторам, составена од најрелевантните фактори во државата од урбанизмот. Значи, овие предлози ќе стигаат и од наши, од надвор, Од секаде од од меѓународни, од цел И ми е свет. драго што ќе стига, има интерес од многу земји од светот. Има. И Јапонија, Тоа ме интересира. Е, ви кажа, вчера добив денска Син му информација. на Кензо Танге. Се шегувам. Вчера дошле од Бангладеш да Добро. го поднесат предлог идејно решение. Тоа ме информираа денеска од службите дека вчера градоначалник стигна предлог идејно решение од Бангладеш, сега како да ви кажам. Значи, Колку до сега имаш сериозно е, немам точна информација. Она што ќе ми го споделат како информација, ми го споделуваат и го примам. Останатото, да ви кажам, целост... А тоа е во жири комисијата Тоа која си е во жири работи. комисијата си Она гледа. работи во рамките на општината, имате свои Тие си простори. е тело, да, се имаат просторија, голема сала на располагање, сала за состаноци на располагање, но сите се генерално надворешни лица. Така, архивата е во општината. Архивата си е во општината, тоа Така. се стига во архива, предлог решенијата, подоцна кога ќе се соберат сите Треба по и со нив завршување да на се рокот. разговара која ќе се... Да, ова малце ќе биде поконкретно. ова ќе биде многу интересна тема за јавност. И сега, откако ќе се изберат, ќе се избере од тие 3 у потесен круг едно идејно решение, Добро? врз основа на едното идејно решение, ние нарачуваме изработка на детален урбанистички план. Добро? Се избрала да биде чашава, и јас нарачувам на производител да изработи чаша, како општина. Не може да нарачам, се избрала чаша, микрофон. Ето е, Јанко, целта на орца. Целта е Сега да ја транспарентна видам, постапка. институцијата дали после оваков меѓународен филтер и вака, дали ќе го кочи тој изработката на тој детален урбанистички план и така натаму и така натаму. Видете, мене ми беше важно. Дали и градот е вклучен во ова? Затоа што во овој момент не сте синхронизирани со градот, дали градот може да ја кочи, ќе ја кочи или ќе мораат и они да соработуваат за ова? Види, Јанко, ја Или ова е кисела не вода гледам, исклучиво? Ама не гледам причина некој да кочи процес Океј. кој што поминува на јавна анкета во мојата општина и го одобриле граѓаните кои што живеат тука и плаќаат даноци тука. Колку Тоа се дали институции, која ќе се град и транспорт и врски кои што треба да утврдат фактичката состојба за која што граѓаните кажале да, добро е ова. кој ќе биде финансиер на овој проект? Изработката на детален урбанистички план си го финансираме ние како општина. А Како што изработувам реализацијата? Како мислите реализација? Значи, тоа ако ќе почне да се градат објекти и да се прави тоа, кој ќе го финансира? Кој ќе од каде пари? Сега зависи што ќе се предвиди таму. Аха. За црква, Добро? за храм соборен,
Знам дека МПС си имаат обезбедено средства. Добро. И ја прво како православен граѓанин, ја ќе си тоа е во ред. помогнам во тоа. Зборев како се вкупно Парковско уредување, тие работи ќе си ги средуваме ние. Ако се предвиди градинка, верувам дека имаме предвидено градинка, дека треба да се одржи тој детален урбанистички Така, ти план. бараше тоа да има и Точно. градинка таму. Сега ние ќе почнуваме од пролет во Расадник една градинка. Ама и во овој дел треба уште една. Голема населба е. Нима збор се обидувам да разберам, ти реков. Че градинка да си ја градиме Значи, ние. јас сум Училиште го градиме ние. аналфабета за овие работи, Така, затоа Слободно. поставувам глупи прашања. Тоа значи, Нема глупо прашање, има прашање што може да ти тежи во животот, а глупо нема. работата е што не има глупи прашања, и тоа како има. Работата е, значи, проектантска куќа, проектантски куќи од цел свет ќе го дадат проектот, кој ќе го изврши тоа, кој ќе го реализира, кој ќе одреди, кој ќе биде фирмата, да не знам, сега на памет, бетон, Тендерска постапка, не. а тоа е после тендерска Значи, вага постапка. се. Кој ќе рече, ја ќе го ова што треба да се направи. Чекај, Јанко, ти мислиш дека целото ќе се гради тоа наеднаш? Прво не може да се гради целото наеднаш. Добро. Значи што е поентата? Како Скопје ќе го градиме, тогаш тешко ќе биде. Значи вага се. Ајде попрецизно. Значи Ти реков ја глупи прашања, ама не тешко е се глупо одговара. прашање, само вага се прецизно. Имаме избор на идејно решение за таму. Ние како општина, која ќе го имаме готово идејното решение, ова идејното решение, нарачуваме изработка на детален урбанистички план. Распишуваме тендерска постапка од 30 куќи проектантски во Република Македонија. Најниската, таков е законот, добива, тој што ќе биде најнисок во понудата, добива и го изработува согласно она што ние сме му го дале. Почитувани граѓани, не најквалитетното, не најдоброто. Трагедија, но тоа е. Да. Јас сум у кадар, не сум у кадар. Чекам малце да се... Да. Значи, во Македонија да знаете, никогаш на тендери таков закон ние донесовме, партиите и ние граѓаните, да бараме најефтиното. Не најдоброто, не најквалитетното, не најсовременото, најпрогресивното, најубавото, најестетското, најефтиното. Да. Толку да знаете. И сите градоначалници, држава, било што се прави, мора да се прави да биде најефтино. А другото е Таков е законот, потом, после кој му се сви. Таков е законот. Лично тука А ние не се потрудивме како граѓани да го измениме законот. Толку. Добро, но тоа е постапката. Сега. Сега? Се избира, нели, Малце фирмата. драма да фирмата направиме, си го, окей. Фирмата си го изработува проектот. Откако ќе го изработи проектот, истиот проект има јавна анкета, граѓаните го гледаат уште еднаш, јавно, ако имаат забелешка, даваат забелешка, врз основа на помината јавна анкета се гласа на седница, го пуштаме согласности град Скопје, согласност транспорт и врски и се гласа на седница на Совет на општина Кисела вода. Ако имаш 3 мандата у Кисела вода, може да и ќе го видиш почетокот на изградба. Година дена треба за ова. Што? За Да почне? Па еве до крај на година завршува целата постапка со жири комисии со се. До пролет ние веќе ќе имаме готово решение за кое што ќе можеме да нарачаме проект. Тоа е тоа, едноставно. Колку ќе треба Кога проектот имате честни намери, Јанко, проектот, не, колку и кога не гледате со од 100 плацеви, Ама значи, да се договорите со секој идеално, собственик. Ја зборам еве идеално. Значи, еве, Па колку верувам ќе дека за 7, 6, 8, 9 месеци се изработува детален урбанистички план. Баш како кога вие ги имате контурите како треба тоа да изгледа. Колку време што мислиш сега еве вака? Па е нека биде налудо, година дека и пол. Година и пол. Година и пол. Све да се направи. За да поминат сите постапки, сите фази. Ја не сум видел црква за година и пол да се направи. Чекај се, збориме за реализација. Јас Јас ви зборам за носење на детален урбанистички план. Се извинувам. Па кога ќе биде направен детален урбанистички план, Да. после тоа пристапуваме кон реализација на она што е уцртано во ДУП-от. Значи, добро ми беше До крај на констатацијата. мандат До ќе крај- имаме веќе контури. контури на што? Па градинка, Ограден простор. градинка, Мислиш ќе биде отворена, ќе сечеш лента? па на едната ќе сечам во Расадник, ќе видиме на која побрзо, може и на двете. За едната сум 100% сигурен до крај на мандат дека ќе У сечам. овој проект меѓународен, значи дизајнирано меѓународно, се надевам дека јапонците ќе ја добијат за градинка.
кружна. Нема везе. Ќе им покажам ја на гледачите. Види, ова добар е нема везе со концепт. тебе. Мене знаете што ми се допаѓа. Ова отвара видици повеќе, што го направивме со раsadник. Во кој дел? Ние можеме и за градинка, вие што велите, и за училиште, да одиме поединечно и ова да го правиме за сите проекти. Па нели е ова вклучено сега во овој проект? Што проектираат? Ама не е они? во детали. А не е во детали. Они проектираат тој четврт таму како да биде уреден. Каде да биде парк, каде да биде градинката, каде да биде образование, каде да биде црква, каде да биде не знам бунар, што и да има таму. Колку ќе добие тој што чии проект ќе биде прифатен? Па има награди, мислам дека прво место е 50.000 евра, така нешто беше. Второ место беше 20 со 10 или 30 со 20, не знам точно како. Битно, имавме ние оквир, цел рамка финансиска во која што требаше целава постапка да со сажири, комисија и се останато да спроведеме. Очигледно е прифатливо, чим почнале ги од Бангладеш да доаѓаат. Да, многу важно беше процесот во кој што истото го презентиравме пред јавноста во другиве земји светов. Значи имате гласила кои што се за архитекти, каде што се рекламирате, го рекламирате конкурсот, па ќе видат луѓето, амбасадите, морам да признавам од Република Македонија дека сите излегува во пресред, го испратија до нивните комори. Нашата комора овде во Република Македонија на архитекти го испрати на соседните комори низ државите во регионот и пошироко, така да не е едноставен процес. Како ќе се вика ова место вкупно како цел проект? Ќе има ли некое посебно место или Расадник ќе си остане Расадник? Сумеде традиционален човек по природа, не би го менувал, Расадник е Расадник. Супер. Но Расадник имаме Расадник црква, Расадник Расадник онаков како што заслужува да хуман Расадник. Добро име за и за црква да расадува, а и за детска градинка да расадува. Добро. Океј. Неколку забелешки. Јанко, местноста се вика Ацетиленка. На тоа место постоеше фабрика за технолошки гасови. Пандан на неја е Техногас Лепенец. Меѓу другото произведува... Стише му го микрофонот. Додека јас зборам за да може да се искашла човекот. Ова петардава и мене ме заглуши. Преку звучници. На тоа место постоеше фабрика за технолошки гасови, пандан на неја е Техногас Лепенец, меѓу другото произведуваше и течен кислород, оксиген. Убава епизода од серијалот. Ете, објаснува гледачот за, како го рече, оксигенке. Да, ацетиленка. Не, господинов, што објаснува? Никола Костовски. Никола Костовски. Да. Ако не ви е проблем, па се да ми го покажете, му се заблагодарувам на Никола. Ја му се заблагодарив од твое име, еве и јавно. Да, и ќе ставиме на табла со како потекнува името и сите останати работи. Да, ова, порака ќе ти ја препратам. Да, добро. Благодарам за информација. Чекај само да видам што имаме. Сакам да го прашам кога ќе биде асфалтирана улица Гутенбергова во населба Драчево, мала улица, има многу прометна со многу дупки. Точно. Гутенбергова ќе биде опфатена со завршувањето на Живко Фирфов. Во рамки на привршување на тој потек таму ќе ја завршиме и Гутенбергова. Така да Временска рамка? Трпение, па мислам дека месец дена најмногу. Добро. Месец дена најмногу. Раат ќе бидеш многу, нема да имаш многу ангажман околу, вие и вашата екипа нема да имате ангажман околу Расадник, на што ќе се фокусирате наредниот период? Наредниот период, значи како што ви споменав, Пржино Црнича се целосно завршени како населба. Значи целосно завршени останува да се одржува хигиената таму наредниве 4 години и да се доопременат паркчиња и таква работа. Драчево населбата ја привршуваме со работа со асфалтирање, водоводна мрежа кај што требаше сменивме, одвод кај што требаше сменивме. Од пролет ќе се село Драчево ќе ја завршиме сега водоводната мрежа, ќе се префрлиме од пролет, ако можам и доцна есен со асфалтирање. Усија го завршуваме и така натаму. Пинтија при крај завршуваме оваа година, што значи од пролет ќе се фокусираме со работа на останатите населени места, Припор, кај што ќе влеземе сериозно со целосно средување. Да го поздравиш Ристе, а ако го најдеш, јас и Тренто многу благодарни ќе ти бидеме. Сега ме гледаш бело, појма нема за што збориме, се извинувам. После емисија ќе ми кажеш за Ристе. Не, ќе ти кажам, Ристе од Припор. Недоста.
Мислам не. Песната? Ништо, само Ристе од припор ке напишеш и тоа е жива легенда која 20 години ја барам. Има една песна, Ристе од припор, никој не го знае човек. Сите го бараме. Мислам да имам му слушано, снимиме ама мислам имам слушано, ама ја претпоставував дека е шала. Сериозната работа. Сериозната работа. Припор, целосна реконструкција на сите улици од Пролет и она што подразбира детски катчиња, уредување, се останато. Од Пролет 2 сериозни потега во кисела вода, Вера Јоцич и Ѓорѓи Димитров улиците, кои што ќе опфаќаат и паркинг и паралелно паркирање од страните. Ова кај што го покажуваше да, тогаш? кај што го покажуваме, кај што пише Тие коментар. две улици се епицентарот Хаос. и пак Види, Јанко. и натаму изгледаат прилично лошо. Ова се тие улици кои се обидуваме ние дури и кога сакаме да влеземе во кисела вода, а ова е тука епицентарот, тука е салата, тука е све. Оваа улица која треба да се припои на Првомајска, значи ова. Абе, видете, господин Јанко, 30 години во кисела вода улица немаше целосно реконструирана. Вака, се сеќавам Во покојната Драчево, ваша претходничка, актерката, Билјана. Билјана. И блиска пријателка моја. Она викам катастрофа се улиците. Вика Јанко, нема да ставам зрно асфалт, вика на улица, се додека има градежни работи. Џабе, вика, ако ставам, ако камиони ми поминуваат и се град, мора да заврши тоа тие што почнале да градат. Дали вие идете со таа филозофија или стварно треба да ги испокршиме тие? Не, види, се ја заради вака, тоа. ја не знам како иделе другиве, ја знам како идам јас. Ја идам на следниот начин. На пример, стаклара повторно ќе ја спомнам трети пат вечерва. Јас знам дека им е мачно на моите сограѓани таму, дека има дупки. Дека 30 години во тие дупки кршат возила, амортизираат возила и така натаму и така натаму. Но, за мене е лудост да јас сега влезам, да ги закрпам улиците таму или дупките. Па добро, и Билјана или исто ги тоа би го викаше, тоа е. Не, А но кога друга. мора тешка механизација пак Не да е ќе тешка механизација туку. На Пролет треба да почнам со водовод и одвод таму да копам. Јасно ми. Зашто да ги фрлиме сега 7 Јасно милиона ми е, денари? јасно. Со тие 7 милиона денари нов влез ќе им направам во стаклара на Тогаш Пролет. подитно почне и ги тие копањата. Сега ако треба. послушаме сега друг дел. Тоа ви го споменав. Значи јас година дена потрошив за пинтија фекална, тие благодарение на моиве претходници кои што ги сработиле проективе, јас година дена за пинтија нарачував проект го работеа за фекална канализација, за стаклара, за фекална и за водоводна. За Илија Ристевски не беше сработен, па ургиравме побрзо да се сработи, 100 состаноци Имаме почироки тема. во село А Драчево. тебе, така натаму и Амокси така Клавов, добро ти делуе. Викам, ќе зарипнеш, па ќе завршиме, не можем да завршиме. Вага сега. Имам... Што ми е поентата? Значи, освен што ќе ги досредиме останативе населби наредна година. И јас верувам дека до крај на наредна јас ќе ја реализирам, како што споменав, 100% од мојата програма. Ќе ми остане, за кое што сериозни напори вложуваме, поликлиниката, како еден од проектите кој што вака ми е посериозен, не зависи директно од мене, но ќе дадам се од себе. Ако здравство не е спремно, ја ќе изградам објект, па ќе одам во функција ќе оставиме во здравство, да битно моите извини, сограѓани сега да имаат вака јавно поликлиника. ќе ти се спротивставам демагогија. Па еве Дарко ми кажуеш. Он овдека ветуваше предизборно, вика општинската зграда ќе ја дадам даваат за согласност. Па не му даваат согласност. Зошто би ти дали и тебе? Џабе не збори орце кога нема да ти дадат согласност, не ќе може да се реализира. Види, Јанко, А исто болест е знаеш- у секоја општина една поликлиника која функционира да имаат. Се послушаме. Исто ово што ме го викате вие дека нема да ми дадат, ми го кажува за градинка во Усија. Старо училиште, влеговме, целосна реконструкција, една од најубавите градинки у кисела вода, за Ама била максимум месец веќе, дена. си ја реновирал. Ама Не си сега- изградил нова. А што има, еве, даре има готов објект, чека согласност. Со добар притисок. Се постигнува. Медиумски. Секаков. Прашањето е, бевте да Оваа дадете зима- отчет, Да, добро, оваа извини, зима- биди само поконцизен, но ти имаш јас и- 3-4 големи прашања. Јас и мојот тим ќе се фокусираме на изработка на проекти за она што недостасува за од пролет да влеземе спремни. Што правиме оваа зима? Влегуваме во некоја тешка енергетска криза како држава. Поединечно вие немате што многу, ама која ќе снема струја,
може би ќе снема. Иако Христијан Мицковски беше гостин овде, рече вика ја и покрај сиот песимизам овде, мислам дека ќе дали имате некакви бекап планови, генератори упланли, што ти ја знам, импровизирам сега во целиот муабет, што и како ќе си помагате во евентуално, дали имате кризен штаб кој размислува на оваа тема? Размислуваме на овие теми. Не само на ова, имаме и други теми кои што Оти не дај Боже, ако дојде минус 15, граѓаните немаат грејење, подстаниците не работат. Се слагам. Ќе треба да ја отвориш салата, да ја загрееш и барем 1000 граѓани да ги спасиш. Се слагам. Да. Ме разбираш? Да, секако дека овие теми сериозно пристапуваме и ги разгледуваме и ги отвараме со кризниот штаб. Имаме состаноци еднаш во неделата на овие теми. Имаме некој план, но и јас, еве како претседателот Христијан, го делам мислењето дека сепак нема да дојде до тоа, но ние влегуваме спремни во ова. Како поминавте на сајмот? Па, јас сум задоволен. Ова беше еден новитет кој што до сега не беше пракса во Република Македонија. Прв пат овакво и да, стилот беше интересен, иновативно беше, верувам беше многу интересно и за нашите сограѓани и се видовте едни со други поприлично вака, не се. Да, тоа е добро што се видовме. Сите градоначалници. Но од друга страна беше добро што секој од моите колеги што сме од ВМРО ДПМН имаше што да извади, што да презентира. Односно доста што сработило измината година. Има за критика од вашите колеги, ама сега тоа е тоа. Како ти личи синергијата која имате, енергијата која имате? Победувате? Знаете што? Ако сакате да победите на редните избори, ВМРО ДПМН во овој момент нема што да понуди освен градоначалниците. Вие ако кикснете, а има некои ви шкрипат прилично, вие ако кикснете, ќе изгубите. Значи, целиот фокус на јавноста, тоа е моје мислење, значи, не инсистирам дека сум во право, но ако мислите да победите, иако рейтинзите се добри, не поради тоа што ВМРО нешто има прилика и можност да направи повеќе, колку што овие од власта се катастрофа, со сите афери што им се влечат со години наназад, но сега во овој период, се што ќе направите, е прашање не за ваш обстанок за следен мандат или како градоначалници, туку дали ВМРО ДПМН ќе дојде на власт. Дали со предвремени или навремени, јас сум цврсто убеден дека исклучиво тоа нема да зависи нити од говорите на вашите лидери и така натаму, туку од делата на градоначалниците. И затоа го разбирам Христијан, што ви диши у врат, и мислам дека може би најдобрата работа наместо што шета и држи ово туку што доаѓа по сите општини и ве гледа и ве стиска за врат, правите затоа што знае дека мислам дека слично размислувам и јас како со него или дека изборите следни ги добивате преку градоначалниците. Има логика во ова што говорите и практично е така на некој начин. Затоа што народот ќе ги види делата, дека ВМРО го бива градоначалникот ме слуша, не ми се фолира, не ми се чалами, не ми е арогантен, ми завршува работа, гледам дека не може да заврши работа реално и така натаму, ама народот треба тоа да го... А некои ваши градоначалници малце си го дигнаа носот со странци, и тоа е нормално, и човечки. Сега не секој ќе биде доблесен и успешен и така натаму, но повеќето покажа, нели, како што рече, имаат што да покажат за година дена. Ја, Јанко, не можам да генерализирам. Ја можам. Ти можеш. И не сум, преокупиран со што прават многу моите колеги, но често пати комуницирам со голем дел од нив. Мите Преска го споменавме, комуницирам со најголем дел од скопските градоначалници, разменуваме искуство и така натаму со останативе низ Македонија, со Ивано Штип и така натаму и така натаму. Што сакам да кажам? И јас изминатава година дена давам се од себе. И тоа го правам поради тоа што тоа сум го ветил пред граѓаните и мислам дека доста беше од разочарување во Македонија. И верувам дека можеме да донесеме подобро утре. Ја пак ја кажам, не можам да генерализирам, но морам да констатирам дека речиси сите градоначалници од ВМРО ДПМН добро работат и даваат резултати изминатиот период. Тоа е окей, джентлменски од твоја страна. Имаме драстични промени. Дали општината функционира? Дали која ќе дојде да извади документ
се го дрочат по шалтери, како што тоа ние не знаеме поинаку, освен во оваа држава, да не можеме, иде и ти фали ова, ти фали она, ваму и таму. Дали тоа нешто се измени, дали се подобри, или беше добро па се продолжи? Мислам дека целосно направивме промени во тој дел. Освен што сме транспарентни, сме и отворени како општина, но и поекспедитивни во постапките. Често пати кога ќе видам јас дека надвор чекаат повеќе од еден двајца, тоа обично е паралелно од мојот прозорец. Знам и да излезам и да видам зашто чекаат и која е потребата што чекаат по 10 минути луѓе надвор пред општина. Така да сабајле во 8 и 5 минути правев обиколка по канцеларија да проверам кој е дојден, кој не е дојден и сите тие работи, така да маце дисциплината е на едно многу посериозно ниво. Нема повеќе платен список, не идам на работа, приказните кои што биле пракса во минатото. Па овој бил оваа партија, овој бил онаа партија, па дај ќе го штитиме, тој нема да иде со месеци. И јас им викам вака, ја не барам да работат колку што работам јас. Ниту раководители, ниту вработени во општина. Ја работам 10 до 12 сати секој ден. Ама тоа го работам од срце. Но од нив барам 6 сати ефективни во денот, саат да бидат на работа. Сите вработени. Не можам 100% да кажам дека сите така работат. Така е. Не можам да кажам дека со полна плуќа секој работи. Но јас се чувствувам горд. Нема ни една порака, никаква поплака за тоа. Обично се поплаките. Да, заврши ја реченицата. Се чувствувам горд кога ќе видам дека сме добиле согласност или сме сработиле проект и на тоа што го сработуваме, подеднакво се радувам јас и многу луѓе од администрацијата. Ето е доброто. Што ти е планот? Во кој дел? У животот со тебе. Види, планот во животот ми е да сработам се што сум ветил во кисела вода. Добро. И после? Да го кренам достоинството. Па кисела вода немала градоначалник на Скопје никогаш во историјата. И ја би идел таму? Па реално не сум човек кој што сака функции, сме говореле за ова, мислам дека на некои емисии. Скопје немал ни градоначалник од Кавадарција, можеби. Нема ни да има. Зошто? Добро, ке. Се шегувам. Значи, амбициите твои политички не се парламент, ти го сакаш градот, ја сакаш оваа динамика, тука да се Јас сакам асфалт, јас сакам да го видам Јанко дека денеска сум го задоволил. Сакам да го видам човеков кој што пиша за мојот сограѓанин, за Вера Јоцич, за паркингот, дека до нова година ќе го израдуваме, ќе го средам паркингот. Ќе отидам на лице место, ќе го средам. Тие работи ги сакам. Сакам да види народот дека некој мисли за него и дека некој може да ги направи промените. Во собрание, последното прашање, ја никогаш не би се видел себе си. А добар си на говорница, прилично ги дрочеше. Не е тоа за дали си добар или не. Работата е дали нешто ќе те гуши или нешто ќе те прави среќен. Ја нема да го споменам кој скопски градоначалник, ми е многу близо. Навлезе прилично во експертиза, прилично спремен. Колку години имаш? 35. Прилично во експертиза, да си жив и здрав. Страна прилично експерт во сите овие работи што значат. Мислам дека вие дадовте еден таков градоначалник, тоа беше Коца Трајановски, кој беше оперативец на терен. Ја го обожавав, човече. Абе, тоа ќе заврне ону жути чизми. Сега да му скажете на Коца ќе ви каже дефект на шахта, кај да му кажете што е овдека проблем. пред 2 години ми беше гостин, уште ми објаснуеше све као да е градоначалник на... Да. Зошто не го користиш него? Зошто не е со тебе? Па ја не сум рекол дека не е со мене. Извини, добро, извини. Јас сум кажал дека последното се консултирам јас со многу од луѓето кои што во минатото според мене оставиле позитивен трак на градот, на некоја општина, на оние кои што сега сметам дека се позитивни. Има тоа споменав ај на кратко да ви го кажам. Има еден од градоначалниците во Скопје, ми е многу близок пријател. И баш разговараме, ми вика разликата меѓу мене и тебе тоа што ти секој сабајле стануваш со полна плуќа и со мерак идеш на работа. И даваш се од себе 100%. Ја вика работам со 60%. Не е од нашава политичка партија, не е македонец, но разговаравме баш во контекст како е да го работиш она што вистински го сакаш. И ова што го работам, го сакам. Као јади бурек. Да, како ти што го работиш со срцево, ја го работам ова. Јанко и сум работел долги години да дојде моментот да ми даде народот шанса и оваа шанса ја нема да ја пропуштам.
Во меѓувреме, што дојде, само да ти поставам и со ова одјавој се, кисела вода е сообраќајно заработена општина, дали новиот план каде се планира урбанизација на Расадник, ќе може да излеземе од градот без нервози. Ја оно што си го кажав, дека у Расадник меѓу зградите, тоа е, ја не знам како... Хаос. Па сега, Јанко, во Расадник направивме 3 паркинзи, од 7, 3 се во Расадник. Еден е во рамки на салата Расадник, од страната, еден е наспроти и еден е кај бензинската, ако ви текнува каде се наоѓа Мечкаров. Дали може да објасни кога ќе се почне посериозно да се работи на легализација на земјиштата во Припор? Има луѓе што повеќе од 10 години имаме поднесено, се уште немаме не е ова легализација. Одговор. Туку? Да. Еве и второво да го одговорам. Пулица Сердарот возат камиони 40 тона. Дозволено 5 тона. Кој е надлежен? Да, тука е надлежен Министерство за внатрешни работи. Има знаци кои што треба да излезат, инстанциите кои што треба да го спроведат тоа и да реагираат. Јас не сум полиција да излезам и немам ингеренции во тоа. Имаме состојби во кои што имаме многу пријави, дали е тоа за одредени кафулиња каде што гласна музика, дали е тоа за состојби вака како со камионите, но ние можеме да реагираме, да пуштиме пријава, ние како институција, ургенција до... Ти не можеш да ги запреш тие камиони. Јас не сум полицајец, ниту пак моите служби имаат овластување тоа да го прават. И па, Орце, излези на говорница, излези пред медиуми и поднеси пријава. И да видат, а и да направиш позитивен притисок врз институциите. И ова тоа е за откуп на земјиште. За откуп. За да може моите сограѓани таму да... Легализација на земјиштата, значи во Припор се работи за откуп на... Не легализација, тоа е откуп на земјиште. Под објект може да го откупат таму каде што имаат легализирани објекти, но останатото дворно место не може да го откупат затоа што во Припор исто како и други работи што ги споменувам, 30 години нема фекална, нема атмосферска, нема водоводна мрежа, а сега ги работиме, нема инфраструктура, 30 години нема детален урбанистички план. Сега сме во фаза на изработка на планот, исто се работи за Драчево план, детален урбанистички, за Усје, за Пинтија и за Припор, кој што треба да финишира некаде на почетокот на наредна година, после кој што носење на планот, ќе може моите сограѓани и таму да си ги откупуваат целосно дворните места. Откуп на дворно место, таков е законен, може да се изврши на места каде што има донесено детален урбанистички план. Господин Георгиевски, благодарам што бевте гостин вечер во емисија. Се надевам ќе се видиме повторно пак во некоја наредна прилика. Ми беше чест, Јанко, ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.